Нов голем финансиски товар ќе им донесе новата учебна година на родителите, кои веќе почнаа да ги подготвуваат своите деца за училиште. Се купуваат тетратки, училишен прибор, ранци и останат училишен материјал, но за разлика од минатите години сега цените се повисоки во просек од 50 до 60%. И тоа не е се. Тука влегуваат облеката и патиките за децата, кои исто така надминаа 60% поскапување. Алфа направи обиколка во неколку книжарници и бутици за деца, каде родителите брза да ги изредуваат најмилите, но како што велат, кој колку може. Еве сега бабата нешто да купи, мајката и таткото да повеќе. Ние помалку да помогнеме. Колку можете? Па да. Секако баба и дедо мора да помогнат. Според информациите од книжарниците, семејствата кои имаат прваче ќе треба да одвојат најмалку 3500 денари за моливи, пенкала, боички, ножици, несесер со вклучен прибор, како и од 500 до 1000 денари за тетратки, а трошоците за ранец се движат од 1000 до 6000 денари во зависност од моделот, квалитетот и брендот. Облеката за детето е дополнителен трошок. Иако се уште е топло, сепак треба да се одвојат за патики, маички, фармерки, јакна, а за тоа родителите ќе треба да одвојат најмалку 10.000 денари. Многу е скапо, но ова сиромаштија веќе ништо не ми спасува. И гардероба, и прибор, и ташна. Па за дечињата веќе ај ние постарите за едно јадење некако ќе правиме гајрат. Ама младиве луѓе што да прават со тие примања деца на училиште? Али шта треба, книги треба, не знам, сиромаштија не видам. За разлика од лани поскапо? И тоа многу. Зголемуваат цените тоа. Конкретно ве треба и гардероба и учебници, да, и учебници, и тетратки, и пенкала, и се треба. За разлика од лани потешко? Па потешко тоа, да. Многу работи, знаете како е тоа. Како ќе се издржиме како Тешко. баби, дедовци? Тие што имат подобри плати и пензии, добро, тие што не е тешко. Се снаоѓаат луѓево, зима стари учебници. Овој македонски народ се снаоѓа. Ако не од оваа година, од прошлата ќе ги облечете. За учениците од 2 до 9 одделение, трошоците се за некоја нијанса помали, велат од книжарниците, зашто можеби учениците се уште имаат материјали од минатите години и не мора да купат нов ранец. Најголем скок на цената има кај тетратките, зашто според упатените тоа се должи на поскапување на хартијата. Ако цената на една мала тетратка пред пандемијата била 10 денари, сега таа истата ќе се плаќа од 20 па и 30 денари. Поквалитетните тетратки пред пандемијата чинеле нешто повеќе од 30 денари, а сега со поскапувањето од 50% цената се движи и до 70 денари. За оние родители пак со подлабок джеб, трошоците за првиот училишен ден не се проблем, но за оние со минимални примања ќе треба да се направат големи напори за да им ги обезбедат сите потреби на своите деца за почетокот на новата учебна година. Па така, за некои почетокот на новата учебна година носи голема радост, но за жал за некои тага. Како и да е скапо или ефтино, учениците се тие што ќе треба да ги оправдаат направените трошоци со учење и постигнување на добри резултати.